Добре дојдовте назад во утринската програма на Телма, среда резервирана за гостување на представници на омбудсманот. Ова утро зборуваме за регионалната канцеларија на народниот правобранител во Штип, а гостина заменик народниот правобранител Јован Андоновски. Господин Андоновски, добро утро, добро дојдовте во студиото на Телма. Добро утро и добро ве најдов. Зошто вие како заменик народен правобранител ќе зборувате за во име на канцеларијата во Штип? Така, значи веќе речиси 2 години, за жал канцеларијата ни е испразната. Прерано не напушти нашата колешка заменик народен правобранител, почина. Во меѓувреме единствениот вработен во канцеларијата во стручната служба замина во пензија, па по насока на народниот правобранител. Јас имам обврска да ја покривам работата на канцеларијата во Штип, додека останатите заменици ги покриваат останатите подрачни канцеларии, каде што исто така имаме испразнети позиции на заменици народни правобранители. Зошто не изберете нов регионален представник на Така, доставени се предлози до собранието. Има поминато веројатно повеќе од 1 година од кога се доставени предлозите, меѓутоа собранието за жал не покажува нека посебна функционалност во последниве година дена. И тапкаме во место. Значи канцеларијата во Штип, во Струмица, во Куманово, во Тетово и едно заменичко место во Скопје ни се уште не пополнети. Значи врзани рацете поради блокадите во собранието. Да. Добро, да искористам моментот да ги повикам и гледачите кои не следат активно да се вклучат во програмата со сугестија, прашање или забелешка, односно укажување на некое можно ваше прекршување на граѓанските права, почитувани гледачи, со јавување во нашата програма и можност директно да стапите во контакт, да се слушнете и да поразговарате со заменикот народен правобранител Андоновски. Само како вовет ќе зборуваме за тоа на што најмногу се жалат штипјани, колку веруваат во институцијата омбудсман и колку пати и зашто се обратиле досега, дали полесно им е да дојдат во Скопје и во централата на народниот правобранител на улица Македонија да се обратат или тоа го прават токму во општината. Еве како значи уште еднаш апел да се јавите во програма, а дотогаш канцеларијата во Штип, господин Андоновски, кои други општини поголеми од Источна Македонија ги покрива? Практично сите оние градови што гравитираат околу Штип, тоа се Свети Николе, Кочани, Проби Штип, Делчево, Пекчево, Виница, Македонска Каменица и околните вонградски општини. Сите оние кои што се во околината на Штип се под надлежност на канцеларијата на народниот правобранител во тој град. Станува збор за една таква организацијска поставеност за да нема општина во државата која што нема да има пристап до услугите кои што ги нуди народниот правобранител. Секако постојат и современи форми на комуникација, граѓаните кои што не се во можност да пристапат директно во градот, ни се обраќаат и телефонски, ни се обраќаат и преку пошта, значи со писмени достави, но и се обраќаат и со преку нашата имейл адреса kontakt@ombudsman.mk, каде што ги доставуваат представките. И неретко дури и самите ние им препорачуваме да ги искористат услугите на поштата или пак преку имейл, оние кои што располагаат со знаење за електронските форми на комуникација, да се обратат до нас. Зошто? Заради тоа што на тој начин им скратуваме и трошоци и заштедат и во време. Така, кога зборуваме веќе за регионалната канцеларија таму, иако испразната, како што рековте, со недоволно кадар, вие одите еднаш неделно таму патувате? Да, секој вторник сум таму, каде што исто имате така... приемен ден и приемен термин? Приемен термин, значи, каде што ги примам граѓаните, разговараме по однос на нивните прашања, ние сепак немаме сеопшти надлежности за да им помогнеме во секоја ситуација, меѓутоа во најмала рака ги упатуваме, им даваме правен совет како може да си ги остварат или заштитат своите права, а за оние состојби за кои што констатираме дека има основ за постапување, тогаш им помагаме да пополнат представка до кај нас и да ние постапиме по истата. Добро, кога станува збор за статистиката, што велат бројките, на што најмногу се жалат луѓето од Источна Македонија во регионалната канцеларија во Штип? Така. Значи, речиси да нема област за која што не се обраќаат, значи доминираат како и во секоја друга канцеларија предметите кои што се поврзани со правосудниот сектор. Искажуваат незадоволство по однос на конкретни прашања, должината на судската постапка, неносењето на јавно обвинителска одлука, меѓутоа има една
континуирана состојба која што се јавува како проблем, а тоа е за казнено-поправните установи. Конкретно во казнено-поправниот дом во Штип имаме воочено преку нашите инструменти за контрола и проверка проблематични состојби, каде што во рамки на институцијата капацитетот е 139 места. Може ли посебно да зборуваме за затворот во Штип, бидејќи проблемот со затворите е генерално на целата територија, меѓутоа еве како Штипски затвор да дадеме едно огледало и една слика малку поддетална, малку подоцна во емисијата. Дали ќе го вклучиме првиот гледач или ќе одиме уште малку со вовед? Вие како заменик народен правобранител во Скопје покривате неколку области. Да. И би сакал сега да ги спомнете областите за кои сте надлежен, бидејќи ако во програмата не се вклучат Штипјани, ние сме отворени, не се дообјаснив доволно во воведот, дека во програмата ги очекуваме и гледачите од било кој град во Македонија и од Скопје на областите кои ги покрива заменикот Андоновски, кој и верувам и во оваа пригода ќе го стави својот личен телефон, мобилен број, за да можете директно после по завршувањето на емисијата да му се обратите, да стапите во контакт со него. Ве молам, кои области ги покривате и контакт ако може. Одговорен сум за следниве области: имотно-правни прашања, понатаму потрошувачки права, работни односи, животна средина, урбанизам и градба и други права, каде што спаѓаат сите оние правни прашања кои што не се категоризирани во одредена правна област. Меѓутоа, граѓаните може да се чувствуваат слободни да ми се обратат за било кое прашање, дури и да не е во рамки на оние области кои што јас ги покривам, секако во рамки на институционалното функционирање, ќе им дадам совет или упат каде и на кој начин може да се обратат за да си заштитат своите права. Спомнавте нели во претходното прашање кои се најчистите проблеми, значи спомнав дека е правосудството кое што доминира, понатаму имаме представки кои што се бројни во делот на имотно-правните прашања, во делот на потрошувачките права, и би сакал да споделам едно интересно прашање кое што веќе зачестено се јавува во нашето работење во канцеларијата во Штип, а тоа е граѓаните, замислете, на урбан дел од Штип, се жалат на тоа дека имаат слабо напојување со електрична енергија. Во меѓувреме се обраќаат до ЕВН, компанијата, и од таму добиваат, за жал, негативен одговор, а тоа е дека и покрај тоа што ги доставиле комплетно барање и имаат сите предуслови исполнето, меѓутоа компанијата не е во можност да им направи приклучок на електрична енергија или пак да им смени од послаба напон на појак напон. Со тоа што нели граѓаните се обраќаат кај нас, би сакал да искористам оваа прилика да го спомнам ова како проблем, затоа што сепак живееме во 21. век, станува збор за урбан дел од градот, не станува збор за некоја нели приградска населба или дел од населено место каде што нема ниту жители или пак има мал број на жители. Граѓаните имаат реален проблем, не можат да функционираат, им прегоруваат апаратите во домаќинството или пак не можат воопшто некој од нив да ги користат. Знаете, вложиле доста средства во минатиот период за да изградат домови, вложиле во нели функционалноста на домот, а имаат проблем во денешницава со напојување на електрична енергија. Компанијата за жал им го дава истиот одговор, а тоа е дека не постојат услови, што мене ме води кон заклучок во насока на размислување дека треба сепак да се предвидат доволни средства во таа инвестициска програма за да овозможат еднакви услови и еднаков третман на сите своји корисници. Дури и мене ме затековте со оваа информација, бидејќи очекував Штип. Генерално е познато дека поради застарената водоводна мрежа, градот во повисоките делови, особено во летните месеци, има сериозни проблеми со дотокот, односно со вода за пиење и за хигиена, меѓутоа дека еве има проблеми со струјата не знаевме. Во ред, кога станува збор за Штипјани, рековте дека се жалат генерално на сите области, меѓутоа каков е вашиот личен впечаток? Знаат ли граѓаните на овој град и околните општини дека постои, колку е свесноста кај нив голема за постоењето на омбудсманот во Македонија како инструмент за гарантиран суставот и колку се свесни дека можете да им асистирате во остварувањето на некој нивно право? Така, видите, колку веруваат во тоа? Довербата мислам дека е на големо ниво, да не звучи нели субјективно или нескромно ова што го кажувам, меѓутоа самиот факт дека изразуваат задоволство после решени ситуации или пак онаму каде што не можеме да им помогнеме, јасно им ставаме до знање кои се причините зошто не можеме да помогнеме на граѓаните.
ме водат кон заклучок дека навистина имаат доверба во нашата институција. Она што сепак сакам да го спомнам е дека лично сметам дека има постојана потреба да се крева свесноста кај јавноста за постоењето на институцијата Народен правобранител. Затоа си овие гостувања ваши тука, меѓутоа се извинувам што ќе ве прекинам, да не дозволиме да чека премногу гледачот, да го вклучиме во програма, па ќе ја завршите. Во ред. Добро утро, во програма сте, ве слушаме, повелете со вашето прашање до заменикот Андоновски. Видите, јас Во програма сте, повелете. Јас сум од Штип. Веќе 12 години сум на суд. На суд сум 12 години за денационализација. За денационализација на земјата. Не денационализација, него за отзимање од гасоводот. Експроприација предпоставува. Да. Сте се обратили ли кај народниот Никако тоа да правобранител? се реши 12 години од суд на суд, од суд на суд, никако да се реши тоа. Што има ли решение на тоа или нема? Вака, за да можам конкретно да ви одговорам, сепак ќе треба да видам зашто конкретно станува збор, да имам увид и во вашата документација. Би ви препорачал, доколку сте во можност, следниот вторник да повелите во канцеларијата на Народниот правобранител во Штип, која што се наоѓа во централното градско подрачје, спроти Безистенот. Во 10 часот ве очекувам во нашите простори, каде што ќе можам да ви дадам конкретни насоки и одговори по однос на тоа кои правни инструменти ви стојат на располагање или што е она што ние можеме да го преземеме за да ви помогнеме. Да. Во ред. Тоа беше тоа, да, во однос на довербата и очекувањата на граѓаните од Народниот правобранител. Знаете како се случуваат дали генерацијски смени. Поновите генерации, иако имаат пристап до повеќе информации, меѓутоа веројатно немаат знаење по однос на тоа дека постои таква институција како Народниот правобранител. И тука не гледам наша вина, ниту пак нивна вина. Веројатно ги преокупираат други прашања и состојби. Оние кои што доаѓаат најчесто кај нас се лица кои што се во повозрасна категорија, кои што веројатно имаат претходни сознанија за постоење на институцијата Народен правобранител низ годините. Она што го дискутиравме со Народниот правобранител и нашите колеги е да започнеме една активност теренска, каде што во соработка со општините и градоначалниците на тие општини ќе имаме отворени денови за граѓаните во рамки на секоја општина. Планот ни е да почнеме од одредена територија, дали тоа ќе биде Штипско, дали ќе биде Струмичко, нели сега веќе ќе биде прашање на методологија која што ќе ја договориме меѓу нас, и да имаме објава претходна, која што ќе трае подолг временски период, за да знаат граѓаните точно кој ден, кој од нас, во која општина ќе биде присутен во текот на целиот работен ден, за да може да дојдат и конкретно да им помогнеме. Да, во секој случај ќе придонесе за таа свесност и намалување на тој генерацијски јас и помладата генерација да стане свесна за можностите кои стојат на располагање. Да го чуеме следниот гледач, па ќе продолжиме со разговорот. Добро утро, во програма сте, ве слушаме. Добро утро. Повелете. Ме слушате? Да, повелете. Вака, би сакала да поставам прашање до вашиот гостин. Имаме проблем со години кои се провлекува за одземено приватно земјиште. Значи, на приватно земјиште плат е направено улица Дивоградба. Значи, одземени се за улицата околу скоро 800 квадрата. Само да прашам, кој е инвеститор на улицата? Дали е општина, дали е град? Улицата, значи комшиите мештаните кажуваат дека општина Бутел, поточно по-конкретно градоначалникот Велимир, бивши на општина Бутел, кај кој што се обративме, нормално рече дека не ја правел он, не ја правила општината улицата, меѓутоа ке не обештети. И така не лажеше се до крај на неговиот мандат. Као тоа е процедура, па ковид, па треба на совет да помине општински, така да мандатот му заврши, си отиде, меѓувремено дојде новиот градоначалник Дарко, се обративме кај него и писмено се обративме
никаков одговор се уште после година и пол немаме, така да не можеме да си го оствариме нашето право, а плаќаме данок за дивоградбата улица што е изградена на наша парцела. Да, ве разбирам совршено, господјо. Вака би ви препорачал да го запишете мојот телефонски број 075 402 545 075 402 402 545. Ако може да се слушнеме во текот на денот, ќе се договориме и за средба и ќе ви помогнеме во насока на заштита на вашите права. Видете, имотот е и приватната собственост е уставно загарантирани. Тие се неприкосновени и не може никој, значи, да узурпира туѓа собственост. Узурпација пак е кривично дело. Тоа системски се решава преку процес на експроприација, каде што секој собственик мора да биде обештетен. Меѓутоа, колку што разбрав, во случајов не станува збор за таква нешто, туку само им е дадено ветување дека отпосле ќе бидат обештетени, што малку е на линија вака, дали е тоа законски или не е. Сепак имаме, за жал, такви состојби. Знаете, за мене неприфатливо е, како правник сега говорам, да општина или државна институција влегува во инвестиција без да ги расчисти имотно-правните состојби. Имавме таква ситуација и за жал и на територија на град Скопје, односно во општина Центар, каде што службата за општи заеднички работи си асфалтираше улица, си постави рампа и при тоа им оневозможи влез на сопствениот имот на неколку куќи кои што граничат со објектот на службата за општи заеднички работи. Ние реагиравме затоа што тоа беше незаконски поставена опрема, нели? За жал и покрај тоа што општина Центар своевремено најави дека веднаш ќе интервенира и така натаму, последната информација која што ја добив е дека сепак дала времена дозвола за поставената рампа и автоматски граѓаните сега се во многу непријатна состојба затоа што не можат да си пристапат на сопствениот имот. Така, рековте бројни правни апсурди во држава, кога станува збори за државните институции, и јавните предпријатија и општините, меѓутоа овој случај што го спомена гледачката веќе не станува збор за правен апсурд, туку за кривично дело, како што рековте, узурпација на туѓ имот, бидејќи се гради на земјиште кое е во приватна собственост. Без расчистени имотно-правни прашања не може да се влезе во инвестиција, значи тоа е веќе спротивно на закон. Така, господин Андовски, почнавте за Штипскиот затвор. Едно од горливите прашања кога станува збор за Македонија, бидејќи речиси да нема затвор во кој условите се идеални, односно онакви какви што треба да бидат според законите и прописите. Веројатно е така и во Штипскиот затвор, иако колку што успеав да видам последната длабинска посета на Штипскиот затвор ви е правена во 2019-та, поминала неколку години од тогаш. Но, веројатно, и констатациите во тој извештај за 2019 во меѓувреме се влошени, а не условите таму се можеби само полоши, а не верувам дека се подобри, бидејќи поминавме низ две пандемиски години и низ нова енергетска и економска криза, така што се случува на терен? Кога последен пат сте влегле во Штипскиот затвор и каква е таму сликата? Континуирано наши вработени ги посетуваат затворите. Секој месец имаме посета. Еве ќе ви кажам последната фактичка бројка која што имаме од крајот на минатата година, 2022 година, тоа е дека затворот во Штип има капацитет од 139 души, во него има 239. Двојно повеќе? Речи се двојно повеќе од она што е капацитет. Значи не е испочитуван оној минимум стандард, каде што секој затворник треба 4 метри квадратни минимум да има собствен простор. Тоа е првиот проблем. Вториот проблем е самите услови. Знаете, да, лицата кои што се огрешиле пред законот и за кои што е докажано и за кои што е изречена пресуда се на одлежување на казна затвор. И тоа треба да биде оној репресивниот елемент. Меѓутоа, затворот сам по себе не треба да биде дополнителна казна, туку треба да има и превентивен момент. А тоа е дека тие лица треба да имаат услови достоинствени, да, како и секој друг човек, дополнително да можат после одлежувањето на казната да не бидат повратници во кривични дела, туку да може да се социализираат и да се вратат на претходниот живот. За жал, условите во затворите, тоа не го овозможуваат. Значи, ние имаме само репресија, немаме никаква превенција во случајов. Значи, немањето на лекарски персонал, проблеми континуирани со... Ајде ќе одиме со деталите. Хигиена, недостиг на лекари, здравствена медицинска помош, малку подоцна. Одиме со следниот гледач. Добро утро, во програма сте, ве слушаме. Добро утро. Повелете. Поздрав до вас и до гостинот.
Молам? Повелете ве, слушаме. Едно прашање имам до гостинот, ако може да ми помогне. Имам куќа во Берово, која што имаше околу 30 квадрата двор. Експроприира и од едната и од другата страна 2 улици и тоа е завршена работа. Човечот што остана таму од дворот, корисничко право има, не може да извадам имотелист на имот, нели? И 30 години тоа така стои. Пошто ништо не се изгради, ова корисничко право, не знам како, веќе не постои и секој може од комшиите, ако има 30% од парцелата, да го купи. Нели? Така се правилата. Како е можно моја земја од дедо, од прадедо, кое што било резервирано ако нешто општината гради, наеднаш нема ништо, нити е платено, нити ништо, тоа вика сега државно и ќе видиме што ќе биде. Зошто тоа корисничко право е избришено и не ми е вратена парцелата која што државата не и треба да ја користи. Само да ве прашам, се извинувам. Штом сте имале корисничко право, предпоставам, значи сте немале право на собственост. Дали тоа земјиште сега е запишано на Република Македонија? Значи, не сум земал, не сум имал имотен лист на имот на тоа, затоа што не дозволуваше државата, вика не, до овде е планирано, на тоа може да извадиш имотен лист. Да се легализира, нели, аз не знам зашто тоа така. А ова таму уште 300 квадрата, што е тоа? Не може да извадиш, планирано е, не знам што, автобуски така натак. Сега тоа користичко право. Како може да не стане? Нити ми е експроприирано тој дел од дворот, нити ми е платено ништо. Вака, господине, според врз основа на ова што кажувате, вие сте имале корисничко право, не сте имале собственост. Значи, собственоста од секогаш била... Ама не може да го легализирам, зашто државата планира на нешто. Да, тоа сакав да го кажам следно. Значи, со детален урбанистички план, општината предвидува уредување на јавниот простор, оној кој што е во собственост на државата. Во случајов предвиделе улици и друга површина од јавен интерес. Спомнавте, мислам дека како добро ве слушнав, автобуска станица. Така. Да. Од таа причина, дали вие се обидовте да направите легализација или приватизација? Јас направив приватизација. Ало? Да, направив приватизација на куќата и другиот дел. Тој дел не можев да го приватизирам зашто било планирано. Така. Сега тој план пропаѓа, не се гради и тоа земјиште околу 300 квадрата останува виси у воздух. Јас не сум имал само право на користење, користичко право. Не по моја грешка. Ама нити ми е платено тоа, нити ми е заменето ништо. Може ли, господин, да го повикате подоцна по завршувањето на емисијата, со цел да вклучиме и други гледачи, да не го потрошиме целото време. Разменете телефони, да молам. Значи, ве молам да се слушнеме на 075 402 545. Во ред? Да. После завршувањето на емисијата. За деталите ќе може да се чуете. Одиме со уште еден гледач, ќе мора да привршуваме, а сакам за затворот во Штип уште малку да позборуваме. Повелете во програма сте, Кусове, молам, прашање за заменикот правобраниот. Ако сум јас на линија. Вие сте, повелете. Не знам дали сум на правото место, се работи за одвод во Радишани. Нашата улица, мислам, долната улица кај што треба да биде одводот, е со рампи, пред малку и вие спомнавте, од двете страни затворена улицата. И ние сега немаме пристап нити за празнење на јамите, нити па имаме ова канализација. А долната улица има сите и горе канализација е проведена. Што треба да направиме, не знам. Само едно прашање, дали имате информација дали е тоа општинска улица или улица на градот Скопје? До скоро одевме во општина за овие барања. Меѓутоа сега последниот пат бев во вторникот, во петокот, ми рекоа дека требало преку водовод. Сега не знам, најверојатно е на град Скопје. Така. Вака, повторно, за да може да не ги обременуваме и останатите гледачи, да се слушнеме на мојот број 075 402 545.
Го има на Да, нашиот кој што екран. е објавен нели на екранот, да може да ми дадете малце повеќе детали за да ве упатам каде треба да се обратите и да видиме ако не успеете нели да го остварите, односно заштитите вашето право, каде ние може да се вклучиме како народен правобранител. Кога можам да се јавам? Веднаш после завршување на емисијата, господи. Многу ви благодарам. Молам. Пријатно. Пријатно. Да, кога станува збор за Штипскиот затвор, констатирана е голема нехигиена. Да. Освен она пренатрупано што ја спомнавте, двојно повеќе штитеници во затворот, затвореници отколку пропишаниот број, нехигиена, недостиг на медицински персонал. Има еден лекар, веројатно, кој не може да стаса да си ја заврши работата кај сите. Так. Има опрема, има ЕКГ апарат, прочита во извештајот, меѓутоа нема кој да го користи. Да. Што прават луѓето таму? Оние кои се лекуваат од зависности немаат на располагање психијатар. Да. Сите тие работи кои што се нотирани во нашиот извештај, кои што ги спомнавте, за жал се така и се провлекуваат со години. Не се тоа некоја ново настаната состојба. Зошто кога со вашите препораки ќе се обратите кај на Министерството за правда како надлежно и во управата за спроведување санкции, не како реагираат тие кога ќе се обратите на потребната адреса за подобрување на условите? Горан, допревте до едно многу суштинско прашање. Може би и болна тема вака за нас како институција. Ние доставуваме годишен извештај кој што содржи конкретни препораки и заклучоци кои што се јасно дефинирани и каде што титуларот, носителот на врската е јасно дефиниран. За жал, изостанува контролниот механизам кој што собранието како коректор на извршната власт треба да го има. Зошто го велам ова? Затоа што државните институции кои што ние ги задолжуваме со конкретни мерки се должни да реферираат кон собранието, а преку тоа и кон нас како институција на секои 6 месеци за степенот на реализација на обврските. Жалам што ќе кажам дека не постои доволна свест кај носителите на јавни функции, односно до сега, освен еден извештај кој што е разгледан и доставен до собранието, поминати се веќе неколку години и немаме нов извештај. Понатаму, извештајот кој што го доставивме за 2021 година, на почетокот на 2022 година, дури во понеделникот беше на разгледување на собраниска седница. Значи година дена подоцна. При што извештајот како таков помина, меѓутоа собранието заради немање кворум не ги изгласа заклучоците и препораките. Тие ќе ги изгласат дополнително. Се надевам дека нема да биде 2024 година тоа. Повторно ја префрлица темата на нефункционалноста на парламентот, политичките блокади и меѓутоа кога станува збор за затворите, ако се верува на онаа максима дека сликата од затворите е слика за едно општество, ние сме едно валкано, нехумано, нецивилизирано општество, бидејќи условите за живот во затворите се такви. И сами рековте дека осудениците поголема казна издржуваат и трпат поради условите за живот во затворот, отколку поради самата изречена пресуда. Жално, но точно е. Нефункционалноста на државата се е огледало во речиси секој сектор. Значи исто е и во казнено-поправните установи, во здравствениот сектор немаме нешто исто подобра ситуација, образованието исто така ни е сериозно начнато и така натаму. Ние сите тие состојби ги констатираме, ги нотираме, меѓутоа омбудсманот како институција е за нормални демократски општества, каде што кога ќе крене глас народниот правобранител дека има проблем во одредена состојба, свеста на одговорните лица во таа држава е доволно голема за веднаш да реагираат и тоа да не се повтори. Кај нас, за жал, тоа не е состојба. Ние секоја година ги нотираме најголем дел исти забелешки, се разбере и новите, меѓутоа не се менува ништо. Караваноци врви. Жално е, но точно. Или ние не лаеме доволно? Што е до нас, сметам дека во рамки на она што ни се механизми, дури од повеќе од тоа правиме. Еве, пристапивме и на социјалните мрежи и институцијата Народен правобранител има свој профил и јас имам моја страна каде што секојдневно да се обидуваме да ја кренеме свесноста за проблемите, да реагираме, меѓутоа за жал немаме респонзивност од другата страна. Еве за крај уште еднаш, иако е испишан вашиот телефонски број за оние со послаб вид, веќе го снема од екраните, повторете го, ве молам, вашиот телефонски број и завршуваме. Сите граѓани кои што имаат одредено прашање или правен проблем, а поврзан со повреда на човекови права или остварување на своите права, може слободно да ми се јават на 075 402 545.